Мерката на владата со намалување на ДДВ-то за горивата да спречи нафтениот чок да се прелее другите цени е недоволна и задоцнета, предупредуваат експертите. Според нив потенцијалот на оваа нафтена криза да ја зголеми инфлацијата е 3 пати повисоко од оне во 2022 година. Многу повеќе мерки од овие што досега се направени, бидејќи мое лично мислење дека е овај нафтен шок и оваа криза е многу посилна од онаа што беше во 2022 година. Добро, ова не може да се спореди со она 73-74 првиот нафтен шок. Академик Фити препорачува намалување на акцизите и вели дека со тоа ќе се постигнале многу подобри ефекти отколку со намалувањето на ДДВ-то за горивата. Професорот Ванчо Узунов стравува дека и оние граѓани кои досега не биле под линијата на сиромаштија, до лето ќе паднат во сиромаштија. Според него, мерки за заштита на најранливите се потребни итно. Мерката има два недостатоци што ја презема владата. Прво е недоволна и второ е закасната. Или прво е закасната, второ е недоволна. Закасната е затоа што ние веќе имаме огромно покачување на цената на дериватите, особено на дизелот, и тоа веќе има извршено влијание врз покачување на трошоците на сите стоки и услуги што се продаваат во Македонија, што значи следи инфлаторен бран неизбежно. За универзитетскиот професор Борче Треновски целата рамка на макроекономската политика е пред голем предизвик. Треба да се анализираат следните чекори, да се преземат мерки со кои ризикот и загубата по јавните финансии ќе биде најнисок. Каква и мерка да преземете, некој мора да го прати трошокот. Или ќе го плати државата преку даноците на сите граѓани, или ќе го плати бизнисот преку зголемување на нивните цени, односно зголемување на нивните трошоци, или ќе го платат граѓаните со намалување на нивниот стандард. Аналитичарите алармираат и дека мора да се штеди на непродуктивни трошења, да се засилат контролите на антимонополската управа и инспекциите, а доколку кризата ескалира и инфлацијата оди нагоре, ќе мора и затегнување на монетарната политика и зголемување на основната камата.